Falco peregrinus е најбрзата птица во светот, но јастреб кокошкар е птица која, иако е доста голема, толку совршено се пика низ самите дрва, таа повеќе лови во шумата. Имаме видеозапис од... Мислам дека наредниот клип е баш со тестирање на јастреб кокошкар. Може да видиме, значи, толкава голема птица во каква дупка се пика. Тука ќе му дојде дека птица од околу кило се пика во дупка од, мислам дека е фи 100 или фи 70, не, фи 100. Ке го видиме, тоа само да го прочитам, викат, гордо се да си има пријател како што е Доне Тодоров, на тебе се мисли. Задоволство е да ги споделуваш мислењата и советите со Доне за животните. Ретки се луѓето како него. Ако, значи, кажува за некоја статија, што пише на статија, се наполнува за емисија исто. Од него можете многу да научите и ќе бидете почовечи од било кога. Кога станува збор за животните, нормално. Кој ги сака и заштитува животните, знае да ги сака и луѓето, тоа е човецот, голем поздрав до тебе. Фала. Сега Мирко не Мирко може да го видиме, ево го соколот наш, каква фаца е. Можеш охри да го донесиш на гости, например, така не е проблем никаков. Да дојш, например, сега ти охрите една недела кај мене на гости. Па може да. Дома гратис, значи може тој слободно. Да, така планирам летото да знаеш да израдам некои проекти во Дојран и Охрид, да демонстрирам летна птици грабливки пред се, по самите плажи, мислам на тој начин доближување на луѓето со птиците грабливки, за да видат дека не е ништо страшно, дека и тие еве, знаеш, иако е предатор, иако и таа знае да биде мирна, да биде насмирена, и таа размислува. Иако е предатор. Иако таа нема способност да те сака како нели како домашните животни, но сепак разбира. И сепак знае што е за неа, а што не е за неа. Ајде да видиме ние тој клипот со јастребот кокошкар 2-3 минути. Баш ме интересираат, па ќе продолжиме самоаветот. We're going to test Ellie to the absolute limit. This is how it's going to go. She is going to be on the other side of this wall, and I'm going to be here with the lure, which means that to get it, she's got to fly through that hole. We're going to shrink the size of the hole, we're going to change its shape, and I've got another dastardly trick up my sleeve. First, in real time. Now, slowed down. And now by 40 times. Slow motion reveals how, with her wings closed, her large tail acts as a third wing, creating the lift that she needs. Let's make the hole smaller. If you look at her eyes, you can see her protective nictating membranes closing. They're semi-transparent eyelids that keep out the thorns. Now I'm going to rotate the slit to simulate the small gaps between trees. Ellie seems able to mould her body to any shape. Next, I want to simulate a tunnel through the undergrowth. Amazing. Ellie turns the situation to her advantage, using her legs to launch herself at her prey. Немам зборови, воскитувачки, стварно интересно. Убаво е да се видат вакви работи. Некој да му кажеш дека тој јастребот ќе ти помили низ чашава,
А веќе речеш каде бе, јас се одличаш, па ето каде. Со кој птици си имал ти можност најпоќе да работиш? Со јастреб? Со јастреб кокошкар. Најмногу се користи во соколарство јастреб кокошкар, бидејќи тој лови се што има на менитот, значи фазан, зајак, буквално се. Буквално се лови на менитот се што е пред него, дури ако не ти е навикнат и со кучето, што ти маркира птица, знае да ти го лови и кучето. Мене тоа ми се има десено. Да. Инаку со дресура, со сив сокол, со јастреб кокошкар и сега со ова, иако ова е дресирана, има пауза направена од 1 месец. Сега планирам па да почнем да работам со неа, али сега ќе идам повеќе на демонстрации. Демонстрациите ќе ги користам за доближување на луѓето со птиците грабливки, бидејќи пред се да не забораваме дека живееме во држава која свеста е на малку пониско ниво. Добро, види, нема да ние кој речеме кај нас на пониско ниво и во многу држави ни светов, општо на планетава Земја, затоа што... Да, мислам, водно за разлика од другите земји, тие што се малку понапредни, треба малку повеќе да се работи. 3-4. Ние мислиме дека нас е свеста помала, ама да прошетаме еден круг во соседството и пошироко ќе видиме дека тука сме негде. Така? Да, на Балканот. Во секој случај правам муабет за планетата Земја. Да. Значи, без разлика дали за птици, дали за животни, дали за природата, Па ја мислам граници дека за мене не се важечко, е чиста глупост. Граници, зашо? Нешто да се шириме во Вселената, ние се затвораме све помали и помали. Па ја мислам дека ние луѓето сме несовршените животни на планетата Земја, несовршени предатори пред се на планетата Земја, знаеш, и од нас зависи дали ние ќе ја уништиме планетата или барем ќе ја оставиме така како што Господ е создал. Како сме трнати, не сме многу замашала, туку да се вратиме на темава. Почнавме малу муавет за овие капчинава, сега со народски лаички, малу шо се капчина, ваги, опрема за дресура, опрема за птиците, зошто се клава таа капа? Секој соколар мора да поседува опрема. Една од битните дел од опремата е соколарска капа, на тој начин ја смируваш птицата или пак уште многу ти користи за време на транспорт. Така птица не се повредува. Со самото ставање на птицата, веќе птицата е веќе мирна. Таа веќе не реагира на ништо. Најмногу се користи при смирување на птицата. Капата многу добро психолошки влијае на самата птица. Инаку има соколарска вага. Без вага не можеш да дресираш птица, бидејќи мора да ја знаеш низината точна грамажа, доколку ја одредиш идеална тежина, можеш да ја летиш птицата. Пример, сега ова птица, ако ја пушта, може да оде на некој дрво и таму да чека самата да гледа, нема да се врати, бидејќи таа во тебе гледа само изворна храна. Ако веќе има вишо грамажа, таа птица може да, знаеш, да залута, дојде кај што пошто пред се е дива. Ти со самиот глад не ја контролираш. Или пак, ако ја оставиш па ептен из гладнета, ако падне многу грамажата, може и птица дури да умре. А по во најмала рака може да те нападне, бидејќи тој предаторски нагон ептен ќе почне да и знаеш, да им делува. Во врска со дресура на соколите, мамилото не ми е тука, бидејќи ова зверка ми го искина. Сега новото мамило ми го прават во Канапе мебел, фабрика за изработка на кожен мебел, инаку собственост на мојот пријател Мифтар Ислами. И соколарската торба ја изгуби, вкачувајќи се по карпи, да си ја бара беблета, па ми се закачи на една карпа, мора да ја симнам и да ја пуштам доле. Таа падна во реката и се отиде. Исто така и таму ми се изработува сега соколарската торба, инаку во соколарско опрема спаѓаат соколарска торба, мамило, соколарска капа, везови, соколарска вага. Без тоа, инаку капите и рекавиците ги земам од Пакистан.
Овој овде веќе македонски производ, нашиот најмлад соколар, Елмир Исмаиловски. Тие фамилиарно се кројачи. Оваа ракавица е веќе од него произведена, значи веќе Македонија станува и производител на соколарска опрема. Да не мора од странство да нарачува државно таму. Да, овие ми се земени од Пакистан пред неколку години и некој јас си користам наша македонска опрема, изработена од мојот пријател и колега Мифтар. Елмир Исмаиловски. А ние тука покрај муабетот и покрај интересните гости, од време на време си користиме добра македонска музика за така мал да се опуштиме. Мирко не Мирко, пушта една од моите. Koga si bez